Ниот разговор во Македонија наутро ние на Skype, бидејќи соговорникот живее во Обединетото кралство, од каде што имаме многу теми на кои сакаме да проговориме во Македонија наутро. Велам добро утро за Орхан Демировски. Добро утро, Орхан. Добро утро на вас и на вашите гледачи. Среќни празници. Дали се слушаме? Да, се слушаме одлично. Среќни празници, да сме живи, здрави, вака на куп и да имаме убави теми за разговор. 6 часот 44 минути во моментов во Лондон. До толку повеќе сум благодарна што рано ве становме и вие одговоривте позитивно за гостување во утринската програма. Има многу теми актуелни изминатиот период од кај вас, па ајде да почнеме со ред за да можеме да опфатиме се. Година, нешто повеќе од година бележиме од почетокот на економската криза. Кај нас има поскапување во сите сегменти на живеењето. Како се живее во Обединетото кралство во моментов? Британците веќе имаат наслов и опис на сето ова што ни се случува околу нас. Тие го нарекуваат the cost of living crisis, или во буквален превод криза базирана на трошоците на живење. Само важно е да ставиме оваа криза во контекст. Од 70-та година наваму до 2018-19, вашите претходни говорници говореа за прехрамбените производи на светските пазари. Таа цена е намалена за 3/4. И како последица на тоа имаме намалување на земјоделието како дејност. Не само во Македонија, туку и во Британија. Сега, тој период на ефтина храна заврши. Заврши и за Британија, заврши и за Македонија. Сега имаме раст на цените од 30, 40, 50 и дури до 80%. Ево ви пример. Кашкавал чедар, мало пакување во британски супермаркет, од 1 фунта е поскапен на фунта и 80. Тоа се 80% повеќе. И меѓутоа имаме еден дискриминирачки момент тука кој е многу важен. Најефтините производи се најмногу погодени од инфлацијата. И во превод најсиромашните во Британија и во Германија и во Македонија уште еднаш ќе го платат цехот. И затоа е важно, исто и вашиот соговорник претходно кажа, многу е важно да ги вратиме земјоделците назад на нивите. Тоа е решение на проблемот. Гледам, сум напишала 6-7 теми кои што се сите различни од претходната, но се секако актуелни и доаѓаат од кај вас. Една од темите за кои што на големо се пишува, особено во британските таблоиди, е отворената истрага за премиерот изминативе денови Риши Сунак поради наводно вклучување на неговата сопруга во одредена компанија за згрижување на деца. Сега оно што ме интересира, кои се вистинските информации, како реагираат британците на ова, бидејќи последиците можат да бидат од исправање на неправилностите до комплетна суспензија на платата на премиерот. Нема многу симпатии за Риши Сунак, поготово не за неговата ултра богата сопруга. Во март беше донесен усвоен нов државен буџет тука во Британија и една од буџетските стапки се однесува на зголемување на субвенции од 600 на 1200 фунти за вработени во овој сектор што го споменавте. Меѓутоа добивате повеќе субвенции ако вработувањето се врши преку приватна агенција. Сега, ова звучи комплицирано, меѓутоа принципот е важен. Мерката ги фаворизира приватните компании во споредба со државните институции. И прашањето е зошто се дава приоритет на приватните компании. Тоа е првото прашање што му го поставуваат на премиерот. Второто прашање е дали премиерот пријавил во неговиот анкетен лист дека жена му има удел во една од тие компании што ќе вработува луѓе. Сега, ова не е проблем за премиерот. Споредбата е секогаш со неговиот претходник Борис. И во таа споредба Риши е добриот, мирниот,
најефикасниот и досадниот премиер. Да, ни тоа не чини, ни другата страна на приказната не чини. Една од темите за кои што жестоко реагираат сите на глобално ниво се пензиските реформи. Секоја земја на различен начин успева или не успева да ги протурка. Во Франција имаме слика како тоа изгледа изминатиот период. Луѓето со повисок степен на образование во Велика Британија да работат подолго, предлагаат конзервативците. Според нивниот предлог, во исто време би им се дозволило на луѓето кои работат физичка работа да одат многу порано во пензија и се тоа најде на жестоки реакции. Препораката во Британија е да се зголеми старосната пензија за мажи и за жени, тоа е интересно што е исто годиште, на 66 години ако се пензионирате до 2024, 67 2026 и 68 години ако се пензионирате 2034 година. Сега ова не е, како што спомнавте, ова не е само проблем на британците. Ние сме сведоци на случувањето во Франција. Влада на Макрон со сила го донесе законот за зголемување на старосната возраст од 62 на 64 години. Германија исто така ќе има ќе зголеми возраста на 67 години до 2030. Сега проблемот е тука многу јасен. Работно способната популација, тие што работат, ги плаќаат постоечките пензионери. Системот така работи во дел од земјите и тоа има директна врска тука. Сега во 91 година имавме 4 вработени на еден пензионер. Сега имате 20 вработени на еден пензионер. И тоа е основата на проблемот. Старата популација на проблемот. Еве само дел од статистика тука за просечната возраст во секоја. Германија има просечна возраст од 48 години. Европската унија 44. Македонија е на 39 години. Сега само за споредба, од другата страна, Пакистан просечната возраст е 20 години. Индија 27. Нигерија 18. Не е многу тешко да погодиме од каде ќе дојдат млади луѓе да работат во Европа. Впрочем и премиерот што го спомнавме и првиот министер на Шкотска имаат родители кои не се родени во Британија. Руско-украинскиот воен конфликт донесе многу последици, многу животи прво се загубија, второ поттикна сериозна економска и енергетска криза, трето мигрантска криза и за тоа и се предупредуваше, но и се уште се зборува. Оно што го знаме е дека Обединетото кралство им понуди можност на мигрантите да престојуваат кај вас, но од друга страна еве жителите на Велика Британија бараат построги проверки последниот период на потеклото на украинските бегалци, бидејќи многу од нив станале жртви на кражби и измами од страна на украинците. Ова го пишува Daily Mail. Ако се навратиме на тоа дека Британија обезбедува за солниште и финансиска поддршка, се смета дека тие изминатиот период на големо ги злоупотребуваат, односно дел од нив, не генерализираме, социјалните бенефиции. Видете сега, другото какви име се на информациите, Daily... Орхан? Другото име на Daily Mail е Daily Fail. Аха, добро. Значи, готово, Британија ми е јасно. Тоа што е важно е, Британија беше првата држава која отвори посебна програма за прифаќање на бегалците од војната во Украина. И во рок од неколку месеци 200.000 британци се пријавија да примат бегалци во своите домови. Не за еден или два дена, меѓутоа веќе имаме повеќе од 100.000 бегалци живеат тука веќе цела една година. Сега сите тие бегалци според таа програма имаат пристап до социјална помош, здравство, образование и бесплатни курсеви по англиски. Сите се жени и деца. Сега медиумот типот на Daily Fail се хранат со ширење на омраза, поготово кога се работи за вакви ранливи категории како бегалци, така да. Дотолку повеќе треба да се работи на медиумската писменост, она зашто на големо се зборува, особено од почетокот на руско-украинскиот воен конфликт, односно ако се наврата малку поназад од почетокот на ковид пандемијата. Од друга страна, Велика Британија воведе санкции за луѓе блиски до руските олигарси, обвинувајќи ги дека им помагале да го скријат својот имот.
какви се сега тука информацииве? Што од ова е вистина? Па, војната во Украина се уште ги доминира британските медиуми. Financial Times вчера на насловна страна го имаше Кара Мурза, тоа е рускиот активист од опозицијата, осуден на 25 години затвор. Сега, интересно е што Кара Мурза има британски пасош и има работено за Washington Post предходно. Меѓутоа, судијата која изрече пресудата против Кара Мурза е истиот судија кој беше ставен на листата на санкции од Британија по лобирање на Кара Мурза. И тук имаме различни комплицирани ситуации во тој дел. Главното прашање тоа што аналитичарите се занимаваат е дали економските санкции против Русија функционираат и кога треба да очекуваме да вродат со плоди. И тука се сите едногласни дека санкциите, вклучувајќи ги и санкции према државата и кон поединци, имаат за цел да намалат способноста на Русија да финансира војната. Сега, после една година, Русија има 2% помал бруто домашен производ, има 40% помал извоз на нафта. И да не забораваме, Европска Унија држи 300 милиарди од руските државни резерви, 70% од рускиот банкарски систем е под санкции. Така да се надеваме дека ова не е почеток на нова студена војна со нов Берлински зид поместен на исток. Многу сериозни теми отворивме за овој дел од утрото, да, нели? Ајде сега малку за ведрата страна на приказната, за настанот за кој што не живее само Обединетото кралство, живее целиот свет, имајќи предвид дека долго се очекува кронисувањето на кралот Чарлс III, второ со голем телевизиски пренос. Прво беше она на кралицата Елизабета пред 70 години. Финишираат подготовките, деталите веќе секој портал, секој медиум по нешто објавува. Што се знае од официјалните информации? До каде се подготовките? Како ќе изгледа 6 мај? Баш ми мило што се префрлевме на повесели теми, да не кажам свечени. Да, нели? Сите сме возбудени, го чекаме продолжениот викенд од 6 до 8 мај. Од наша гледна точка мора да кажеме дека кралот избрал добар ден за кронисување. Ѓурѓов ден, Херделези, зависи кој како си го слави. Сега тој ќе биде прослава од 3 дена. Добра. Реков продолжен викенд во секој дел од кралството. Има церемонија на кронисување, кралска поворка или парада, концерт, музички концерт во Виндзор и многу малски локални собиранки и прослави. Улиците ќе бидат украсени, осветлени со посебен протокол, има протоколи за облекување на тие што учествуваат во прославите. Така да направена е веќе интерактивна мапа на сите прослави. Треба со комшии да се договориме и да ги доставиме деталите за нашата прослава и тоа ќе стане дел од мапата. Така да од она што го прочита вчера како информација е дека Чарлс III планира да го скрати патот до Вестминстерската опатија за неговото кронисување, рута која што ќе биде поинаква од онаа која што ја поминала неговата мајка во 53-та година, бидејќи вели тој се стреми кон поскромен настан кој што ќе вклучува модерни детали. Денот ќе почне со таа кралска парада од Бакингамската палата, кој што рековте, до Вестминстер Аби, кај што ќе биде кронисувањето. Сега надбискупот од Кантербери, како представник на сите вери, ќе го изврши кронисувањето таму. Интересно е што кралот веќе се обврза да биде бранител на сите вери и ќе им служи на сите религии. Тоа е различен момент. Друг два помали детаља тука. Столот на кој кралот ќе биде кронисан е 700 години стар, користен од Едвард I. И еден друг интересен детаљ, не знам дали е терминот точен, помазанието ќе се изврши со маслиново масло од ридот на маслинките од Ерусалим, направено од специјални маслинки. Значи,
деталите се многу важни во цел овој процес. Да, и на тоа многу се внимава, ништо не е оставено на случајност. Има ли, Орхан, посебни безбедносни протоколи за денот, бидејќи барем од ова што можам да го прочитам на социјалните медиуми, ќе има туристи од целиот свет. Сега, кои се оние бројки со кои се калкулира дека ќе пристигнат во Лондон на 6 мај? Според пишувањето, ова е една од најкомплицираните безбедносни операции во претходните 30 години. Сега важно е да се каже дека Британија има исто голем број на републиканци кои се борат за укинување на монархијата и тие се спремаат за протести. Едни се спремаат за славење, други се спремаат за протести. И во исто време имаме штрајк на докторите, на вработените во високо образование, блокирање патишта. Така да тука ќе биде комплицирано на тој ден. Сега што се однесува до туристите, Лондон секогаш има туристи, меѓутоа една од придобивките од намалената вредност на фунтата во однос на доларот и еврото е напливот на туристи од Франција, Германија и Америка. Се од нивна перспектива Лондон станал поевтин. И затоа треба да се посети. Сега, една вечер во Лондон ќе ве чини од 150 до 200 фунти, така да вие пресудете сега. И цените се условени од настанот, апсолутно. Очите на јавноста се вперени во настанот не само поради уникатноста на истиот, туку и поради односите на членовите во кралското семејство, за кои што исто така и многу се шпекулира, многу има невистини, но дел од нив можеби се и вистини, ќе ни потврдиш и ти. Кралските аналитичари рекоа дека Хари разговарал со неговиот татко пред неговото пристигнување за кронисувањето, не се споменала темата дали ќе се видат или не со Вилијам, но секако се очекува да се проследи и тој момент. Како би изгледала првата средба на браќата, особено по објавувањето на последните мемоари? Браќата Хари и Вилијам си имаат проблем. Меѓутоа, поголемиот проблем е помеѓу кралското семејство како институција и Хари. Не верувам дека ќе има некаква промена во тој дел. Хари го напушти кралското семејство, зборам како институција, и за него враќање нема да има. Тоа е. Сега другиот момент е Хари заработи 20 милиона долари од мемоарите. И тоа е само авансот. Сега има некои пишување дека Хари тие пари ќе ги даде во доброволни цели, меѓутоа мемоарите беа додавање масло на огинот кој тлее откако се ожени со Меган. Недоаѓањето на Меган исто така ја разбранува јавноста, но потоа излегува со информација дека нивното дете па на истиот ден имало роден ден, па тоа било причината поради која нема да дојдат. Да, роден ден на Арчи, меѓутоа аналитичарите мемоарите на Хари, аналитичарите ги анализираат малку поразлично. Тие велат, ова е лош потек од лош совет, алудирајќи дека идејата за мемоарите не е негова, значи може Меган да преземе дел од вината тука. Има многу што да ве прашам, но времето ни е тоа. Еве ќе оставиме за, ако сте расположен, следно гостување да имаме непосредно пред кронисувањето на Чарлс, за да ни пренесете и дел од атмосферата, па да видиме какви се подготовките ден пред големиот чин. Благодарам, Орхан. Благодарам, поздрав, убав ден.